Вести на Канал 8. Добар ден. 5-годишно дете е погодено од струен удар на просторот меѓу две куќи на улицата Царка Ѓоргиева во населбата Оризари. Полицијата и стручни лица од Евана направиле увид на местото на настанот, каде што е утврдено дека струјниот удар не е настанат од објект поставен од Евана Македонија. А која е причината за ударот и присутната нестручна поставена електрична инсталација на тоа место, доправа ќе се утврдува. За среќа, детето поминало со помали повреди. Веднаш е префрлено на хируршко оделение во Кочанската општа болница и е надвор од животна опасност. 5-годишниот Столе Иванов, играјќи си во дворот на куќата на улицата Царка Ѓоргиева во населбата Оризари, во саботата во 19 часот и 30 минути се фатил за оградна мрежа на која имало струја и настрадало од струен удар. Брзата реакција на неговата баба го оставило во живот малиот Столе. Почна да писка, го фрлив шишто од рака, го стиснав, фатив дето, видов дека не можам да го откорнам и пршче по пршче од левата рака прво му ги тргах од мрежата, потоа пак го теглев од мрежата, не можев, па со другата рака пршче по пршче му ги оттеглих и почнах да пискам, да викам дека у мрежата има струја, ја осетив дека почна мене многу да ме дрма. Сите истрчаат дома, почнаваме да пискаме, го замаа детенцето, однесоа го болница, сходи се голем револт. Станува збор за внатрешна инсталација на потрошувач до помошен објект во дворната површина. Евана утврди дека има 220 волти струја, тоа го потврдија од Евана, пренесува на полицајците, тука беше крим техниката, сето тоа го утврдија, кажаа дека е 220 волти струја. За да се утврди точната состојба, прва струјата е исклучија од нашата куќа и утврдија дека од нашата куќа не е. После тоа од комшијата Зоран Венков, од неговата куќа ги одвртува осигурачите и тогаш прекина струјата на мрежата. Увид направила полицијата и стручни екипи од Евана, кои веднаш дошле на местото на настанот по повик на МВР и ја утврдиле можната точка на дефект. Истрагата е во тек. Иако Евана Македонија или енергетските објекти на Евана Македонија немаат никаква допирна точка со немилиот настан кој се случи во саботата, сепак изразуваме жалење токму од вакви настани кои се случуваат. Дали се тоа од било кои оператори или слично што е поврзано со нешто што може да предизвика опасност, апелираме да си има најголемо внимание при поменувањето покрај таквите објекти. Значи Евана Македонија нема никаква причина или на никој начин не придонесе за немилиот настан каде што момче се здоби со, каде што детето се здоби со одредени повреди. Сепак нашите екипи излегува на терен, утврдено е дека сите енергетски објекти на Евана се во ред и дека струјниот удар не е настанат од објект на Евана Македонија. Останатото оставаме полицијата да го направи увидот и да излезе со официјалното соопштение. За среќа, малиот Столе по 3-дневната нега во хируршко оделение во Кочанската општа болница е во добра здравствена состојба и е пуштен на домашно лекување. Делегација од Амбасадата на Народна република Кина викендов оствари официјална посета на општина Кочани. На средбата беа разгледани можностите за унапредување на соработката, посебно со кинеската општина Вуши, чија делегација наскоро треба да реализира возвратна посета. Делегација од Амбасадата на Народна република Кина во Република Македонија, предводена од амбасадорот Зен Шун Вен, во саботата ја посети општина Кочани. Средбата е како резултат на веќе воспоставените официјални релации на пријателство со кинескиот град Вуши, од кои што во нашата локална самоуправа очекуваат соработка на планот на економијата, културата и други полиња од општественото живење. Амбасадорот Вен изрази задоволство од приемот и можностите за соработка, со надеж дека тие ќе се продлабочат. Задоволство ми е што повтор пат сум во Кочани. Минатиот октомври, по покана од градоначалникот, бевме овде по повод одбележувањето на деновите на Кочанскиот Ориз и имавме можност да учествуваме на почетокот на жетвата заедно со земјоделците. Таа посета ми остави силни впечатоци, па денеска заедно со дел од вработените во амбасадата дојдовме во нова посета на Кочани. Тогаш со градоначалникот се договоривме да побараме партнерска општина за соработка со вашиот град и тоа се оствари во април годинава при посетата на вашата делегација во
во Кина, на градот Вуши, кој е познат по производството на ориз и риба. По покана од вашиот градоначалник и од председателот на Советот, очекуваме во август годинава делегација од Вуши да дојде и да разговара за соработката во областа на земјоделството и туризмот. Наскоро општина Кочани очекува возврат на посета од делегација на пријателскиот кинески град Вуши. Во рамки на престојот во Кочани, делегацијата од амбасадата на Кина ги посети геотермалниот систем во Подлог и Институтот за ориз, како дел од ресурсите и потенцијалите со кои располага нашата општина. Високите дневни температури, карактеристични за летниот период, вообичаено ја зголемуваат и потрошувачката на вода. Сепак од водовод велат дека се подготвени да одговорат на потребите на граѓаните и не би требало да се спроведуваат рестрикции во водоснабдувањето. Со порастот на дневните температури, вообичаено расте и потрошувачката на вода од градската водоводна мрежа во Кочани. До сега водоснабдувањето е без прекини, со оглед на поволната хидроложка состојба, поради што искористувањето на капацитетите е се уште далеку под максималната граница од 200 литри вода во секунда. Од комуналното предпријатие Водовод велат дека рестрикции не се планирани, затоа што барем досега граѓаните рационално ја трошеле водата, а истовремено се прават активности за подготвено да се дочека шпицот на сезоната. За подобрување на состојбата во водоснабдувањето активиран е еден резервоар со капацитет од 300 метри кубни кој очекуваме во делот на шпицевите и максималната искористеност на капацитет за водоснабдување ќе ги релативизира состојбите кои ги имавме особено изразени во периодот на месец август минатата 2015 година. Од Водовод додаваат дека потенцијалот на бунарскиот систем, на новите транспортни пумпи, на резервоарскиот простор и изградбата на препумпните станици на повеќе локации даваат сигурност дека ќе нема недостаток во испораката, ниту пак комуналците ќе бидат принудени да прават рестрикции во одредени региони од градот. И покрај создадените услови за непречено водоснабдување и понатаму важи апелот од Водовод граѓаните рационално и наменски да ја трошат водата. Во овој период, заради општата хидроложка состојба, се забележува дека потрошувачката е во границите на нормалата, односно нема големи осцилации. По повод неделата на безбедност на мотоциклистите во сообраќајот, полициската станица од Кочани организираше мотодефиле по улиците на градот. Настанот се одржа викендов и на него учествуваа поголем број млади сограѓани кои поседуваат мотоцикл или мопед. Согласно акциониот план на Министерството за внатрешни работи во доменот на превентивното работење и проектната активност Вози мотор, но биди безбеден, во саботата се одржа мотодефиле по улиците на Кочани. Тоа се поклопува со почетокот на неделата на безбедност на мотоциклистите во сообраќајот, што ја организира Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и што ќе трае до идниот викенд. Целта на оваа активност е да се упати апел до сите учесници на сообраќајот во иднина да внимаваат многу повеќе на мотоциклистите и управувачите на велосипеди со помошен мотор и мопеди. Од причини што тие се како ранлива категорија, се сметат како ранлива категорија на учесници во сообраќајот. Друг апел е да се подигне свеста кај самите управувачи на ваков вид на возила за задолжително носење на заштитна опрема при управувањето на двотркалците. Пред се тука се мисли на заштитната кацига, потоа да се внимава на техничката исправност и на почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Од Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот рекоа дека во последните неколку години е зголемен бројот на лица кои управуваат мотоцикли, мопеди и велосипеди со помошен мотор, поради што и ризикот по нивната безбедност е поголем. Оваа категорија на учесници е доста ранлива категорија и многу често знаат да учествуваат во сообраќајни незгоди да се здобијат со последици, тешки телесни повреди или смртни последици. Од друга страна, значи, апелирам и до оваа категорија на учесници да внимаваат, бидејќи учеството во сообраќајот е одговорна работа, треба да ги почитуваат сите сообраќајни правила и прописи кои што важат за другите учесници, меѓутоа важат и за оваа категорија на учесници и да ја користат заштитната опрема, особено да користат заштитна кацига, со што ќе се намалат последиците од сообраќајни незгоди. Освен полициската станица и Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот од Кочани,
Во организирањето на мотодефилето се вклучија и членови на клубот на мотоциклисти Осоговски возачи. Вработените и учениците од основното училиште Синиша Стоилов Зрновци го одбележаа патрониот празник. Подготвија свечена академија и положија свежо цвеќе на бистата на патронот и со тоа изразија почит и љубов кон делото на патронот. Вистинските вредности и вистинските дејства никогаш нема да бидат заборавени. Делата на Синиша Стоилов се паметат и за секогаш ќе останат запаметени во историјата на народот. Беше речено на свечената академија што по повод одбележување на патрониот празник на училиштето се одржа во салата на Домот на културата во општина Зрновци. Со програма збогатена со песна, игра и забава подготвена од учениците и наставниците, а со поддршка од родителите, беше одбележено постоењето и работењето на училиштето и беше оддадена почит на големиот херој. Присутните ги поздрави директорката на училиштето. Во овој свечен момент за нас упатувам порака до нашите ученици, до младите генерации, да ја сакаат својата татковина, да ја сакаат родната земја и кога станува збор за Македонија, да го следат примерот на нашиот патрон, бидејќи тој ни покажа како се сака татковината. Зад нас е уште една успешна учебна година. Година во која посветено работевме на остварувањето на зацртаните приоритети на училиштето, но пред се вршејќи одговорно нашата работа. И оваа година дававме се од себе на нашите работни места. Се трудевме да ја оформиме личноста на ученикот. Се трудевме нашите ученици да добијат солидни и трајни знаења, да израснат во добри и честни луѓе. Учениците, вработените во училиштето и представници од локалната самоуправа положија свежо цвеќе на бистата на патронот. Инаку учениците од ова училиште постојано редат успеси. Во текот и на оваа учебна година учествуваа на општински, регионални и државни надпревари, ликовни и литературни конкурси и спортски надпревари и секаде постигнаат добри резултати. По 2 месеци од одржувањето на вечерта на афоризми, афористичката репрезентација на Македонија со организирање на нов културен настан во Кочани. Наместо промоцијата на книгата која заради болест на авторот беше откажана, афористичката репрезентација на Македонија организираше вечер на кочански автори. Заради болест на авторот, илустрираната книга на еротски афоризми Будење на петелот на Миле Ѓоргиовски не ја доживеа својата промоција во петокот кога беше закажано. Беше заменета со друг културен настан вечер на кочански автори, организиран од страна на афористичката репрезентација на Македонија. Со тоа беше одбележен и Денот на културата во Македонија. Веќе терминот беше закажан за вечерот, плюс денеска е Ден на културата во Македонија, колку што знам. Решивме да го задржиме терминот, да почестиме публиката со една наша представа, модифицирана, значи нема да биде ова што беше планирано, него ќе биде вечер на кочански автори. Значи ќе се представиме автори од Кочани, некој пишува поезија, некој пишува афоризми, некој пишува кратки текстови, ќе видиме кои се што ќе се представи, 7 до 8 овој творци од Кочани вечерот ќе се представат пред публиката. Збогатени со изложби од илустрираните афоризми кои требаше да ги презентираме вечерва и збогатени со музички точки на младите музички уметници со народни инструменти кои работат во склоп на Домот на културата. Атанасов додаде дека афористичката репрезентација на Македонија во својата програма за работа има зацртано поттикнување на младите луѓе за творење на ваква литературна форма. За таа цел, ланската година беа одржани и часови по афоризам во Кочани и интересот беше голем. Со тоа постојано се прават напори да се приближи афоризмот до младите. Инаку, по опоравување на авторот, книгата Будење на петелот ќе биде промовирана пред граѓаните на Кочани. Планинарското спортско друштво Осогово од Кочани ги продолжува своите активности со рекреативни содржини пред почетокот на летната сезона. Викендот го организираше традиционалниот планинарски марш од Пониква до Цареврв. Во неделата, кочанските планинари и членови на Планинарското спортско друштво Осогово го организираа 9-тиот поред традиционален планинарски марш. Околу 70 планинари од Кочани, Струмица, Крива Паланка, Куманово и Скопје во 7 часот изутрината тргнаа по патеката долга околу 35 километри.
Нивната главна цел беше Царев врв, кој со своите 2085 метри е втор по височина во источниот дел на Македонија. Во текот на 9-часовното пешачење, учесниците имаа можност да уживаат во убавините што ги нуди Осогово во овој дел од годината. Многобројните цветни пољани, птици и инсекти, како и погледот кон Руен и другите планини во Македонија, направија маршот да трае подолго од вообичаеното. Сепак, сите учесници успешно го завршија пешачењето и без поголеми проблеми се вратија на Пониква, каде имаа заеднички ручек. Учесниците добија благодарници за успешното изведување на маршот и ветија повторна средба на Пониква едната година. Посебна благодарница и беше доделена на младата Ивона Антова од Кочани, која со своите 12 години беше прогласена за најмлад учесник на маршот. Со организирањето на планинарскиот марш, Планинарското спортско друштво Осогово направи уште една промоција на Осоговските планини и на општина Кочани, како интересна дестинација за развој на активниот туризам, кој во последната деценија е вистински тренд во Европа. Следува информацијата од спортот. Златен медал освои Столеев Тимов од Кочани, кој учествуваше за екипата на боречкиот клуб Спартак на државното првенство во борење за кадети, што се одржа во неделата во Радовиш. Со тоа се закити со титулата државен првак на Македонија и квалификација за учество на Европското првенство, што ќе се одржи во јули во Стокхолм, Шведска. Толку вестите на Канал Носум, информациите ги имате и на нашата веб страница kanalnosum.mk. Довидување.